Македонскиот ВД амбасадор во Софија Владимир Крстевски повикан во Министерството за надворешни работи на Бугарија по наредба на Захариева, поради според нив честите манифестации на дискриминација и говор на омраза во државава против граѓаните со бугарско државјанство и оние кои само имале симпатија кон Бугарија. Но источниот сосед не застана само тука, па и официјално почна да го брани македонскиот представник на Евровизија Гарванлиев од негативната кампања. Бугарските дипломати изразија длабока збунетост и разочарување од големата негативна кампања во Македонија против представникот на Скопје на Евровизија Васил Гарванлиев. Бугарија ќе продолжи да ги вложува сите неопходни напори во согласност со принципите на меѓународното право, за да ги заштити правата на бугарските граѓани и граѓаните кои прогласуваат бугарски идентитет. На состанокот присуствувала и ВД директорката на Дирекцијата за Југоисточна Европа Ива Крулева. Бугарското МНР соопшти дека Бугарија очекувала Скопје да го брани правото на секој граѓанин и неговото самоопределување. Предходно бугарската министерка Захариева за германскиот The European магазин уште еднаш напомена дека Бугарија нема да дозволи влез во ЕУ на Македонија се додека Заев не ги исполни ветувањата кои му ги дал на својот бугарски колега. Според Захариева, македонската власт морала да го исполни ветеното дека последниот македонски идентитет кој се одвоил од бугарскиот е формиран во минатиот век, односно од асно 1944 па до денес, и потенцира дека Бугарија не признава друг македонски идентитет. Македонија треба да го испорача ветеното и за националните херои, меѓу кои и Гоце Делчев, дека сите илинденци биле македонски бугари, а не македонци. Менувањето на историските учебници во Македонија е уште една работа на која укажува Захариева, како ветена од првиот човек на владата.